Непосредно пред почетокот на локалните избори, закажани за 19 октомври годинава, разговараме со господин Мирослав Абудовиќ, заменик министер на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, доста долго, како актуелен кандидат за градоначалник од редовите на ЗНАМ, поддржан од ВМРО ДПМНЕ, запоруваме за општина Центар. Добро дојдовте во студиото. Добре, Надов, ви благодарам на поканата. Кандидат за градоначалник на една од можеби најголемите општини и најбитните општини на градот Скопје. Дел од граѓаните ве знаат, дел од граѓаните ве запознаа како министер. Дел сега ве запознаваат како кандидат. Кој е Мирослав Абудовиќ? Јас сум роден во Центар 1982 година во Депар Мало, потоа со своите родители се преселивме во денешно Лондон Мало, каде што растев, се образував, созревав и денеска таму во истото мало, во истата населба, живеам со супругата и го градиме нашето семејство. Имаме две прекрасни деца кои што учат во истото училиште каде што учев и јас. Завршив во Димитар Миладинов, понатаму средно школа во Корчагин и дипломирав и магистрирав на електротехничкиот факултет. Едно неблагодарно прашање, кој е подобро, Депар Мало или Лондон Мало? Кога растев, кога одев кај баба ми и деда ми, во тој период Депар Мало беше многу мирна населба. На улиците игравме фудбал, игравме тенис, игравме школка, брканици и се случуваше, не знам, за десетина минути да помине една кола, само ќе се поместевме и продолжувавме со играњето. Денеска Лондон Мало е дефинитивно помирното мало, каде што повторно има некој детски џагор. Тоа е среќа на моите деца, бидејќи израснав во средина каде што се дружевме пред зграда, а мислам дека едно од ретките центарски мала каде што се уште има голем број на деца, каде што моите другари останаа да живеат, имаат свои дечиња и нашите деца сега се дружат. Малото некако е затворено за фреквенција, бидејќи е некако така распределено во Центар. И добро е што се уште им постои мало во Центар каде што децата можат да растат. Се слуша се уште детскиот џагор. Во ова мало да, меѓутоа во Депар Мало таму кај што живеев, нажалост не, поради тоа што веќе сите знаеме што се случува во тој дел од Центарот. Што ве врзува најубавите спомени од Центар? Како? Најубавите спомени тоа безгрижно растење, играње со другарите пред зграда, играње сите можни игри кои што тогаш не беа достапни. Таа убава приказна детска со искрени насмевки, искрено дружење без никакви интереси и задни намери. Тоа се оние моменти на детското созревање каде што потоа, нели, во животот не направило поздрави, подобри луѓе. Тој безбеден, мирен, спокоен живот, каде што се беше, нели, чисто, добро организирано, постоеше ред. Тоа се тие не работи што денеска ми недостасуваат и жал ми е што во моментот нашите деца не може да го доживеат тоа што ние сме го доживувале кога сме биле ние деца. Тешко дека тоа можете да го вратите доколку би биле градоначалник. Ништо не е тешко доколку се влезе со чиста мисла и добра намера. За се треба време. Ако се договориме дека ќе реализираме некаков проект, за се треба време, точно. Меѓутоа, изгубени моменти, направени некои штети, не може да ги санираме, меѓутоа може да направиме пресек и да видиме од ова постоечкото дали може да направиме некакви услови каде што повторно би вратиле одредени убави навики на граѓаните на општината. Ако се предадеме, никој ништо не може да направи. Со добра намера, со добра организација, со добар тим, верувам дека работите може да тргнат на подобро и за одреден период од 4 години да се видат тие резултати, не можам да кажем исти, бидејќи одредена штета е направена, меѓутоа приближно нешто да вратиме. Безбедни деца, мирен живот е нешто што му недостасува на Центар. Што друго еве како жител на општина Центар најмногу ви недостасува? Недостасува хигиената, бидејќи мислам дека низ годините заборавивме некако на хигиената. Тука мора сериозно одржување на општината. Мора сериозен пристап кон хигиената. Не зборувам за отпадот околу контейнерите. Зборувам за тоа што се случува низ општината, за тој мал отпад, таа прашина што се генерира што не се чисти.
листови, мал отпад, прашина од градилишта, прашање од самиот град што се генерира. Миење на улици. Тоа го заборавивме. Јас се сеќавам порано на паркингот каде што паркиравме нашата кола, прозорот гледа на паркингот каде што живеев со моите родители, на неколку дена поминуваше цистерна со човек кој што го чистеа паркингот. Сега тоа не постои. Не само паркингот, ниту улиците. Имаме, верувам дека секоја од општините има своја механизација за чистење улиците, меѓутоа јас одамна не сум видел да влезе тоа возило со четки, со вода за да ја одржува хигиената. Имате ќошиња, имате делови каде што плочникот каде што растат деца во игралиштето нема покриено е со смети, со прашина. Со прашина. Која што е прилично залепена. Точно. Долго време, точно. Влеговте доцна во политика. Или барем не бевте актуелен во политичкиот живот. Вашата политичка активност почна со ЗНАМ или? Јас сум еден од основначите на ЗНАМ. Прв пат влегувам во јавниот дел од политиката. Добив понуда да бидам заменик министер во ново формираното Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Јас сум електроинженер и тоа беше делот од мене. Тоа е мојата струка каде што можев највеќе да придонесам и мислам дека таму во таа организација, во таа институција заедно со целиот тим таму направивме респектибилна институција која веќе почнува да генерира и да промовира одредени проекти и идеи и во енергетиката што и да направите, видливоста е малце поодложена. Не е сега. Сега мора да го направите теренот, бидејќи тоа се големи инвестиции, големи капитални дела каде што граѓаните ќе го видат бенефитот за неколку години. Не се гледаат од денеска зутре. Не е тротоар или да поставите знак или едноставно како некој дрво што ќе го посадите и пополека тоа ќе расте и својот бенефит ќе го видите малце понатака. Влегов во политиката со искрени и честни намери, бидејќи мислам дека секој што ќе добие покана да влезе во политиката и има намера да поправи нешто, треба да се вклучи, бидејќи седењето на надпревар на трибините и коментирање ништо нема да придонесе. Затоа треба сите да се вклучиме за да поправиме нешто за доброто, за средината, за граѓаните и за поколението за нашите деца. Зошто токму ЗНАМ? Во ЗНАМ препознав една нова позитивна идеја која што е малку поразлична од тоа што се нудеше претходно на политичката сцена. Максим Димитриевски е лидер кој што е малку поразличен од сите останати со различна идеја и визија. Нашата политичка партија и платформа се заснова на постулатите на илинденците и јасномците. Тоа е историјата и идејата за независна и слободна Македонија. Ние низ годините во самостојна Македонија видовме и осетивме одредени процеси кои започнаа да го загрозуваат тој наш идентитет. Во нашата визија како политичка партија имаме дека ние треба да сме самостојна држава и сме самостојна држава која ги носи самостојно одлуките и која се заснова на таа идеологија на тие борци за слобода во минатото кои што реално ги заборавивме во изминатите години бидејќи долго време се бореле за да бидеме ние сега тука. Ви преминала сега малку на подетални прашања за вашата кандидатура за градоначалник на Центар. Зошто центарци да гласаат за Лабудовиќ? Лабудовиќ не е Како жител на Центар убедете ме да гласам за вас. Лабудовиќ Мирослав не е еден човек, ние сме тим. Кога почнавме да разговараме во партијата за локални избори, започнавме на ниво на цела држава, вклучувајќи Центар, без да знаеме кои ќе ни бидат кандидатите, започнавме да ги анализираме проблемите на граѓаните и увидовме дека имаме сериозни проблеми, меѓутоа на нашите проблеми имаме решение. Во тимот во кој што ќе настапиме на овие избори и тимот кој што понатака ќе ја управува општината и директно и индиректно, тоа се луѓе кои што сакаат искрено да се вложат во подобрување
на целиот амбиент. Разговараме за концепти, системски решенија кои нас ќе ни олеснат работата. Бидејќи секој човек има своји проблеми. Имаме од финансиска, од здравствена причина, децата. Меѓутоа, општината е таа која што исто во минатото генерирала проблеми, меѓутоа, ајде ние како ново општинско раководство да ги намалиме тие или да ги отклониме проблемите кои се соочуваат граѓаните, ако што се директно поврзани со општината. Мислам дека сме спремни тоа да го направиме, бидејќи разговараме за системски решенија во однос на паркирањето, кој е сериозен проблем во центар, правиме сериозни анализи и тоа ќе биде јавно кажано како тоа ќе го спроведуваме. За хигиената, која што мора да биде редовно и континуирано одржувана општината. Зборуваме за зелен центар, каде што сите зелени површини ќе бидат редовно одржувани и правилно и ќе се садат и ќе се одржува дрво. Не е само да го посадите дрвото, бидејќи тоа му треба 2 години додека нели фати корен. Треба да се обезбедат услови со системи за наводнување, со инфраструктура за тоа дрво да остане. Значи планираме први да ги обезбедиме сите услови и да почнеме да работиме. Зборуваме за селекција на отпад, за управување со отпад, бидејќи тоа е еднината. Цела Европа селектира отпад, ние не. Не знам зошто. Значи, центар ќе биде општината од каде што ќе почнеме, заедно со работка со некој од колекторите на отпад, веќе сериозно разговараме на таа тема, каде што и ќе субвенционираме дел од селектираниот отпад. Зборуваме за ред, тој ред што го зборувавме на почеток што ни фали. Зборуваме за, како што кажав, за животна средина, културата да ја вратиме, не зборуваме само за концерти. И тоа е дел од приказната. Меѓутоа, зборуваме за младите да творат, да им овозможиме качења каде што тие ќе можат да се препознаат себе си и да продолжат да творат и да си ги препознаат своите квалитети. И верувам дека ќе има луѓе кои што ќе тоа може да го препознаат. Спортот, да ги вратиме децата на спортските терени, редовно да бидат обновувани. Ние имаме спортски терени на ниво на општината, спортски игралишта, меѓутоа со текот на времето тоа нели нормално се амортизира и мора редовно да се сервисира. Да не бидеме општина која ќе биде за граѓаните само пред изборите. Баш напротив, достапни ќе бидеме за сите граѓани и сите проблеми ќе бидат нотирани и ќе бидат решавани. Тоа ни е идејата и тоа ни е концептот. Настапуваме со искрена намера, со чиста намера, бидејќи јас живеам во центар, пред се кога ќе излезам, јас сум фрустриран од тоа што го гледам, а не сакам да биде така. Набројавме многу работи што треба да се направат. Што е првото што ќе го направите доколку влезете во градоначалничкиот кабинет? По првите 100 дена детално ќе се исчисти општината и ќе се направи тој пресек и од тука продолжуваме со континуирано и редовно одржување на општината. Исто така, во најкраток период ќе се направи ревизија на издадените градежни дозволи, кои што го предизвикуваат тој некаков урбан хаос, да видиме дали ги исполнуваат сите услови за правилна градба. Тоа се првите два приоритета што ги имаме, меѓутоа тоа што ќе го ветиме на овие избори, тоа што ќе направиме листа на 3, 6, 9 и 12 месеци, колку приоритети за граѓаните ќе реализираме, пошто ќе имаме можноста ние да го креираме буџетот за 2026 и оние работи кои што се ударни, највеќе за безбедноста и за децата, и во образованието, и во сообраќајот, веднаш да постапиме по нив. Друг хаос и претходно го спомнавте е паркингот. Имате решение за? Во моментот и претходно и сега правиме анализи каде што да, ќе излеземе со точна анализа и предлог. Јас не би одел нити во мандатот од 4 години, се извинувам, нити сега во кампањата не би излегол со финално решение. Не, за се ќе има добра анализа, бидејќи
без добра анализа не можете да добиете добро решение. Може да направиме времено и шминка, меѓутоа не е тој мојот карактер, нити стилот на раководење, на работење на мојот тим. Секое решение што ќе биде донесено, дали за паркинг, дали за изградба на некоја катна гаража, дали за општинска зграда, сето тоа ќе биде претходно покрепено со сериозна анализа, да видиме што е потребно, до кое ниво е потребно, збораме за паркинг места, колкава да биде таа катна гаража, или дали треба стварно во таа локација да биде изградена, тогаш ќе постапиме кон реализација на истото. Го спомнавме хаосот, сообраќајен, бетонизација и така натаму, што е со загадениот воздух. Тоа е глобален проблем, меѓутоа факт е дека Центар е прилично загаден. За загадениот воздух нема граници. Тоа е факт. Ние не можеме како една општина да го исчистиме воздухот. Меѓутоа, со мерки можеме да го намалиме загадувањето. Мерките се редовно чистење, тој прав што е на земјата акумулиран, генериран од многу фактори. Градилиштата, сериозна контрола на градилиштата. Кој ќе отидете во странство, гледате мрежа, затворен објект и кој ќе отидете после година дена пак на истото место, гледате дека таму никнала зграда, а претходно сте поминале, таму сте виделе мрежа исцртана со некоја позадина и не знаете што се случува таму. Тоа не е тешко. Тоа е само една од методите кои што може да го успориме или да го задржиме поголемиот дел од правот што ќе се наталожи на улиците и после со еден ветер ќе се однесе низ целиот град. Планираме една мерка каде што ќе биде наплата на инвеститорите по кубик метар кога ќе треба да рушат одреден објект за да изградат зграда, кој што ќе биде со одредена цена по единична цена по метар кубик и тие средства директно ќе влезат во одреден фонд или во општината, тие средства ќе бидат искористени исклучиво за одржување и чистење на општината. Така да целта е со сите овие мерки што ги планираме да се направи некој одржлив систем. Не само средства да се одлеват од општината, туку сите оние инвеститори што сака да градат и да придонесат малку повеќе за одржување на општината. Може би никогаш не било и повалкан Центар, збориме општо со отпадоци на сите страни, несобрани лисија и така натаму, празнењето на контейнерите не е доволно. Што ќе преземете за да? Празнењето треба да ги поделиме надлежностите на општината и градот. Празнењето на контейнерите е на градот Оврска и јас верувам дека новиот градоначалник на Скопје, Орце Георгиевски, сериозно ќе се позанимава, бидејќи во овој момент приоритет број 1 за граѓаните е загадениот воздух и хигиената во градот, бидејќи се давиме во смет. Но празнењето реков не е доволно. Во моментот не е, не знам зошто и како функционира моментално комунална хигиена, меѓутоа со промена на менаџментот и во градот и во комунална хигиена, верувам дека тоа ќе добие соодветна поголема фреквенција на празнењето, а тоа што е дополнително што ние треба како општина малку да поработиме и со нашите граѓани, општината е задолжена за тие канти за отпадоци за џебен отпад, така да кажам. Повеќето се скршени со општината? Повеќето се скршени, меѓутоа, да бидеме искрени, и во тие канти се наоѓа отпад кој што треба се најде во контейнерите. Тука треба малце да поработиме и на свеста со граѓаните, бидејќи секој отпад има соодветно место. Меѓутоа, ние како општина понатаму, како тим размислуваме сериозно да влеземе во процес на селекција на отпад, каде што ќе се знае по боја која корпа дома човекот, граѓанинот ќе има, во која боја на канта ќе офрли соодветниот отпад за понатака да се ќе го селектира и понатака да се рециклира. Рековте имате 2 деца во 5 оделение. Да. Се чувствувате безбедни да ги пуштите сами надвор? Надвор пред зграда се уште се си минуваме и ние. Ги оставаме кратко кога има и други родители. Не сум се уште безбеден, мислам дека треба малку повеќе да пораснат. И тогаш дали ќе се чувствувате? Ако направам паралела, ние малце помали бевме кога ние седевме сами на улица, и се враќавме сами од школа и се враќавме сами од школа.
Не се чувствувам безбеден. Што ќе направите за тоа? Реално Имаме родителите се повеќе- плашат и на многу поголеми деца по 15 години да ги пуштат да искочат да прошетаат до градски триловски или било каде. Имаме повеќе методи. Први за во сообраќајот. Сообраќајот морам да ја пофалам Safe City, што ќе почне да функционира. Тоа е еден долг проект што го работеше МВР и конечно ќе биде имплементиран и ќе започне, каде што ќе има мониторинг на движењата низ градот. Верувам дека со казните, граѓаните и возачите, учесниците во сообраќајот ќе станат по одговорни и ќе ја прилагодат брзината и посвесни, бидејќи кога ќе се удри по џебот, малце е подруга приказната. Во однос на маалата, тие маалски редари, позорникари, порано што беа активни и тоа е дел од целиот процес што треба да се имплементира за да повеќе циркулираат во маалата, во низ општините и во однос на безбедноста за било какви девијантни појави и во делот на уништување на урбаната опрема. Тоа се некои почетни маалски работи, меѓутоа планираме да направиме и безбедни рути до училиште. Бидејќи од каде детето да тргне до било кој училиште, 3 пати ќе треба да се симне од тротоар, да сгази на улица, мајката со бебето не може со количка. Планираме со урбанистите да се направат безбедни рути и точно обележани. Можеби некој дете ќе пооди 1 минута повеќе, меѓутоа родителот ќе знае доколку детето испочитува, кога ќе биде научено да се движи по таа рута, дека безбедно ќе стигне до училиштето. Има повеќе техники и методи, меѓутоа ајде да почнеме од некаде, бидејќи мора да го направиме тој пресак, да го поставиме тој темел за безбедна општина и со различните и методи да ја зголемуваме безбедноста. Споменавте дека живеете во близина на Зелен пазар, не морам многу да ви објаснувам како изгледа овој дел од градот. Ужасна ареа која што им смета на жителите, не може да отворат прозор. Се само делот каде што се фрва отпадокот од Зелен пазар, каде што се собира. Паркингот е претворен во пазар со диви пазарџи, не може да се влезе со кола на паркинг. Имате ли решение? ПОЦ не функционира од тука. Имате ли решение за овој дел од градот? Сепак е центар на град, а изгледа како да е некаде далеко од центар. Да почнеме за тој паркинг конкретно, па после за останатите проблеми. Прво треба добро да се обележи таа паркингот со хоризонтална обележување, да се знае детално кое паркинг место е, да не може секој секаде да паркира, да го отвори комбето и да продава. Секој што ќе влезе со такво возило кој што не е соодветно за тој паркинг, ќе биде санкциониран и изнесен надвор. Бидејќи мора да се направи пресекот и да се ослободи тој паркинг за граѓаните. Од друга страна, има луѓе кои што доаѓаат пазаруваат на Зелен пазар, да влезат, да пазарат кратко време и да си заминат и да се наплати тој паркинг. Во однос на маргинализираните групи кои што циркулираат околу пазарот, тоа се институционални проблеми кои што заедно со Министерството за внатрешни работи, со Министерството за социјала ќе се решаваат, бидејќи тоа е една груба слика на најурбаната општина. И кај мене пред зграда има една група на бездомници кои што истото тоа го прават. Неколку пати пробуваме да се реши проблемот, меѓутоа тоа е во континуитет. И да се навратам назад на тоа што го почнавме на почеток мојот. Такви групи во минатото не постоја и тука се зголемува загриженоста кај родителите во однос на безбедноста на нашите деца. Бидејќи сите сме луѓе, сите треба да добијат соодветен третман, не секој ужива во животот како што можеби поголемиот дел со кров над глава. Државата треба да биде достапна за секого, општината да биде достапна за секого и да им се помогне на оние ранливи категории на маргинализирани групи, бидејќи и општината и државата им се најпотребни на нив.
Вие сте кандидат на знам подржан од ВМРО ДПМН. Одите со своја советничка листа, оди ВМРО со своја советничка листа. Имаме многу независни листи на советници кои што секако ќе ги пореметат малку сметките, тука се СДСМ левица. Сметате ли дека општината може да функционира доколку градоначалникот е од една партија, а го нема мнозинството во советот? Ние со ВМРО ДПМН настапуваме со поддршка на кандидати за градоначалници во сите општини. Таму каде што ВМРО има знам поддржува, таму каде што знам има ВМРО поддржува. Знам има во Кумановиот центар. Јас сум убеден дека ВМРО ДПМН и знам ќе го имаат мнозинството на советот. Но јас ќе бидам отворен за соработка со секого и во програмата што ќе ја правиме за 26-та година, 2026 година, јас планирам да ги повикам сите советнички групи и дел од нивните програми да ги вметнеме во програмата, бидејќи сигурен сум дека сите програми, повеќето програми ќе бидат со добри предлози за граѓаните. Сите оние добри проекти не можеме се да имплементираме во првата година. Меѓутоа, оние приоритетни програми кои што ќе може да влезат во рамките на буџетот, ќе бидат отворено повикани сите советнички групи, сите советници да се вклучат заедно да ја градиме општината, бидејќи доволно ни се поделби на основ на бојата на партиската книшка. Тука настапуваме со друг концепт. Имаме реални проблеми кои што треба да ги решаваме. Ако продолжиме да се делиме и ако си тераме инат, само граѓаните ќе страдаат. Затоа целиот концепт е сите заедно, јас како нареден градоначалник, со советничките листи, со советниците, да седнеме со програмите, да ги ускладиме и да продолжиме понатака. Верувате во цврста коалиција ВМРО ДПМН и знам во наредните 4 години? Да, верувам, бидејќи тоа партнерство е сериозно силно на централно ниво и веќе се претопува долу и на локално ниво. Јас имам интензивни средби со раководството на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, со членовите, разговараме за идеи, разговараме за концепти и тоа не држи. Бидејќи како што е и јас, така и вие како жител на центар, така и членовите на ВМРО ДПМН и симпатизерите на ВМРО ДПМН и сите граѓани се сочуваме со исти проблеми. Не е само мојот проблем. Да, може само тој што ќе излезам пред зграда па ме нервира одредена работа, меѓутоа тие глобални проблеми се на сите. Убаво звучи како муавет, верувам програмата што ќе видиме деновиве ќе биде уште поубава, но да не остане само на муавет. Се надевам доколку влезете во кабинет ќе го изреализирате сето ова за кое што говоривме денеска. Да, јас сум убеден дека тоа ќе го реализираме, бидејќи тимот со кој што соработувам е многу сериозно посветен заедно со мене за реализација за доброто на сите граѓани на центар. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на вас.